Почитувани дами и господо, почитуван министер за транспорт и врски Благојче Почварски, почитуван директоре Ејуп Рустеми на јавното предпријатие за државни патишта, почитуван заменик директор, почитуван господине Андри Аранитисани, шеф на Европската банка за обнова и развој за Северна Македонија, почитуван поранешен генерален директор на ЈПДП, Ваша екселенцијо амбасадоре Георг Вуцас, амбасадор на Австрија во нашата земја, почитувани градоначалници, мои другари, кои што сте денеска сите присутни овде од целиот овој наш регион, почитувани пратенички, почитувани пратеници, кои што сте денеска со нашиот од целиот овој наш регион овде присутни, почитувани изведувачи Штрабак, почитувани представници на надзорните органи, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, почитувани присутни. Ми представува голема чест денеска вака прво да ве видам сите без маски, што покажува дека пандемијата одминува и се надевам дека и така ќе остане. Но навистина честа е огромна да го отворам денешниот значаен настан кој има огромна капитална вредност. Задоволството е уште поголемо што сме сите заедно да го пуштиме во употреба експресниот пат Штип-Радовиш прва фаза. Ова е навистина историски момент за сите граѓани кои што живеат во Штип, во Радовиш, во Струмица, но и за цела Источна Македонија, за сите преку 200 села кои што создаваат сериозен бруто домашен продукт овде во овие краишта на нашата убава татковина. Од денеска граѓаните ќе можат да патуваат по експресниот пат Штип-Радовиш, кој е комплетно завршен со должина од 23 км 560 метри од клучката Штип-Југ до Бучим. Оваа прва фаза е завршена на 22 април годинава пред предвидениот рок во услови на пандемија. Навистина кога застана целиот свет, овде се работеше интензивно. Така, во рок од 3 години, согласно предвидената динамика, добивме завршен проект по сите европски правила за подигнување на нивото на безбедноста во сообраќајот и изградба на експресниот пат по најсовремените стандарди. Сакам да напоменам дека во последните 30 години ова е единствениот пат завршен пред предвидениот рок и силно верувам дека овој тренд на прецизност, висока професионалност и без никакви проектни и градежни отстапувања ќе се следи и во иднина. Порака за мотивација за државните институции, но и за сите приватни домашни странски компании кои што работат во нашата земја. Ова е пример како функционира владата, јавното предпријатие за државни патишта во соработка со сите докажани компании кои што работат на инфраструктурата во нашата земја. Дополнително мостот кој имавме можност да го поминеме, кој многу често се санираше како резултат на одливи на Балталиската река, сега е целосно осовремен. Како што не информираа изведувачите, станува збор за единствена градба во Европа, мост во должина од 322 метри, во градежништвото позната како интегрална мостовска конструкција. Решение кое е тешко за изведување, нестандардно, но совршено функционира во овој случај. Почитувани граѓани, веќе се работи на втората фаза од изградбата на експресниот пат, кој опфаќа реконструкција на 2 подделници, од 3 чешми до Штип-Југ и од Бучим до Радовиш, во вкупна должина од 16,9 км. До септември 2022 година веруваме дека и втората фаза ќе ја пуштиме во употреба. Вкупната проектирана должина на комплетниот експресен пат А4 ќе изнесува 40,46 километри, а вкупната вредност е околу 60 милиони евра. Изградбата на експресниот пат Штип-Радовиш има исклучително влијание врз развојот на економијата во овие 3 региони Штип, Радовиш и Струмица и придонесува за рамномерниот регионален развој, побрз транспорт на стоки, на услуги, како и на луѓе. Модерната патна инфраструктура ќе биде од големо значење за сите граѓани, за студентите, за бизнис секторот,
за земеделците од Струмичко-Радовишкиот, Штипскиот па и Кочанскиот регион, кои своите производи ги пласираат на пазарите и во земјата, покрај тоа што го прават и во странство. Експресниот пат Штип-Радовиш се надоврзува на автопатот Миладиновци-Штип и благодарение на тоа, граѓаните на југоисточниот дел на нашата земја за многу пократко време ќе патуваат и пристигнуваат до главниот град Скопје. Времето за патување, возејќи прописно и безбедно, двојно се скратува. Почитувани, владата на Република Северна Македонија ветува и остварува. Интензивно го градиме југоисточниот дел од нашата земја и продолжуваме да инвестираме во капитални проекти за поврзување на татковината кои значат живот за македонската економија. Но како што знаете, тоа го правиме и во западниот, и во централниот, и во северниот, и во јужниот дел на државата. Во таа насока следат големи инвестиции во патната инфраструктура во износ од 1,6 милиарди евра на ниво на целата република. Северна Македонија се гради и поврзува со квалитетна, безбедна и сигурна патна инфраструктура за граѓаните да патуваат полесно и побезбедно до саканите дестинации. Уште еднаш упатувам најискрени честитки до сите инволвирани во процесот на посебно до градежните работници, до изведувачите Штрабак, до надзорните органи, до институциите, како и до Европската банка за обнова и развој за успешната работа по најсовремени економски стандарди. Нека е со среќа и со здравје да го користиме овој прекрасен експресен пат. Благодарам.